Денеска и утре Веле се домаќин на 47-те детски рацинови средби. Оваа традиционална културна манифестација својот официјален почеток го имаше утрово, со поседна на спомениците и спомен куќата на Рацин. Свеченото отварање беше во салата која го носи името на антологиската збирка на Рацин Бели мугри. На сите учесници им честитам. Им упатувам честитки и на менторите и одговорните наставници, што љубовта кон творештвото на Рацин умешно ја пренесуваат на новите генерации. Голема благодарност до организациониот одбор на средбите и жири комисиите за вложениот труд и успешната реализација на манифестацијата. Им благодарам на македонските писатели за деца, што детските рацинови средби ги сметаат за своји и даваат максимален придонес, доближувајќи се до својата верна публика, децата. Децата нашата радост и иднина нека се чувствуваат во нашиот и рациновиот Велес како дома. Нека создаваат мостови на пријателство и вредни литературни остварувања, што за неколку години ќе ги направат учесници на рациновите средби за возрастни. Детските рацинови средби ги прогласувам за отворени. На свеченото отварање беа доделени наградите од литературниот и ликовниот конкурс, на кој учество земаа над 200 ученици од цела Македонија. Твореа на тема Рациновите мугри предизвик за новото творештво. Во Велес пристигнаа 25-те пофалени и наградени ученици со своите ментори, а прво наградените и прочитаа дел од своите творби. Денес забав со мугрите на Рацин, со песната што се мери со тага, со маката што се мери со канта, со животот тежок па туч, со смртта што коси младост. Рацине, од тишина те пронајдовме, каде птица не лета, но во твојот сон сретнавме, голем нокен свешти цвета, бели мугри расцвета, в мигот, кога ни с песна ја црташе, фреската на нашата земја, в мигот, кога со крвта, црвена своја, безсмртната љубов на хартија, безсмртно ја запиша. Утре детските рацинови средби продолжуваат со поетски караван низ велешките училишта, каде што писателите гости кои што се денеска и утре гости ќе ни бидат во Велес, тие се Стојан Тарапуза, Наум Попески, Горијан Петревски, Борче Панов и Трајче Кацаров, заедно со дел од велешките писатели ќе го одржат оној традиционален поетски караван низ велешките основни и средни училишта. Значи, годинешниот 47 детски рацинови средби завршуваат со утрешната промоција на најновата книга за деца на поетот писател Трајче Кацаров, Ојле Брада во животинска балада, која што ќе биде промовирана утре во 13:30 часот во ликовниот салон тука во Велес. Ликовен конкурс имаше објавено и децата ги мотивиравме да дојдат и да ни донесат готови цртежи, за да можеме малку да го подигнеме квалитетот на цртежите кои што ќе бидат направени. Минатото искуство ни кажуваше дека оние 6 часа кои што им ги дававме тука на ликовната работилница им се многу малку за да направат квалитетен цртеж. Вака им дававме малку повеќе време да самите во нивните градови да изготват квалитетни цртежи и жири комисијата да одлучува по однос на тие цртежи. Навистина, како што и самите имавте можност да се уверите, имаше навистина прекрасни цртежи, прекрасно творештво. Покрај доделувањето на наградите, отварањето на средбите го збогатија и учениците од основното општинско училиште Блаже Коневски, кои ја изведува представата Светот е полн со убавини, работена според лектирата Црни и жолти на авторот Славко Јаневски.